Татко. Керко. Значи, колку зрадењево. Многу го можам да кажам оти како мајката си. Бог да ја прости, ама ја исто. Ќе биде домакинка од тебе, да знаеш. Така мајка си ќе направиш единето, издане, две панци ти изеди човек. Во. Аџаба, ќе го фатам јас Стамбул. Билки ќе се најде некоја работа таму. Татко. Ти гледаш дека јас сум веќе за мажење? Молчиш, а? А што треба да кажам, Марика? Ако си за мажење, мажи се. Како да се мажам, бре, татко? Кога си немам направено чеис како што треба. Откога умре мајка, целата работа мене ми остана.
И в куќа, и в поле, и околу стоката. Не можам веќе да те чувам. Најавно би било ти да си го фатиш патот. Најди работа. Сам да се гледаш. Шо мислиш, Маргерко? Јас сакам на твој грб да седам? А? Шо мислиш? Јас сакам ти да ме раниш, нели? Како што гледам, татко, тоа го сакаш. Кога беше мајка жива, од неја чекаше. Сега од мене. Јас треба себе да се гледам. Ајде, оди, ќе ти дадам троа пари. Ти после гледај. Само не знам која работа да ја фатам. Туку, арно велиш ти да ми даеш некоја пара повеќе да јас да гледам таму работа да фатам. Арно? Во Стамбул сетики има некоја работа. Ке ти дадам толку колку што ти треба до таму да знаеш. Ама ти веднаш да најдеш работа. Слушај, татко. Јас ке си приправам нешто руба. И ке си барам момче за мажење, да знаеш. Арно, Херко. А за мене приклај троа појќе алишта и клај нешто за јадење. А јас кај да ќе гледам да го фатам Стамбул. Добар ден, добри човече. Добар ден, старче. Шо работиш, како? Книги продавам. Книги, а? Книги. Шо книги се овие? Разни книги. Книги за небото, за земјата, книги за здравјето и за болештините. Ја. Која книга ти е за здравјето и болештините?